Добар ден на сите, јас сум професор Елена Маневска-Станојковска, наставник по италијански јазик во Средно општинско училиште Гимназија Гоце Делчев во Куманово. Тема на денешниот час ќе ни биде глобално и детално разбирање на текст поврзан со раскажување, опишување и впечатоци од патување. За таа цел го избрав текстот е un antichissima città universitaria, го избрав градот Болоња, кој што е навистина интересен и специфичен град за Италија, студентски град, град кој што секогаш е раздвижен, полн со живот, полн со студенти, во кој што има многу случувања, многу настани, во овој град, град кој што никогаш не мирува и кој што никогаш не спие. Болоња како град е позната по најстариот универзитет во Европа, а еве сега во текстот кој што следи, кој што ќе ви го прочитам сега, ќе имате можност да се запознаете подетално со најважните информации поврзани со овој град. Bologna è il capoluogo della regione Emilia-Romagna e ha 384.653 abitanti. È un'antichissima città universitaria con numerosi studenti che animano la sua vita culturale e sociale. La città è sempre stata un importante centro urbano, prima sotto gli Etruschi e i Celti, poi sotto i Romani, poi ancora nel Medioevo. È un fondamentale nodo di comunicazioni stradali e ferroviarie dell'Italia settentrionale in un'area in cui risiedono importanti industrie meccaniche, elettroniche e alimentari. È sede di prestigiose istituzioni culturali, economiche e politiche e di uno dei più avanzati quartieri fieristici d'Europa. Bologna ha un clima continentale. Gli inverni possono essere anche molto freddi, mentre le estati sono caldissime. Le mezze stagioni sono piovose e hanno breve durata. Bologna è la città dei portici, oltre 38 chilometri nel solo centro storico. La loro origine è dovuta alla necessità, nel Medioevo, di sfruttare al meglio gli spazi, aumentare la capienza delle case e percorrere buona parte delle strade al riparo di pioggia e neve. Sulla piazza Maggiore si trova la gotica imponente Basilica di San Petronio, costruita per volere del comune fra il 1390 e il 1663. In questa piazza si trovano anche la Fontana del Nettuno, opera del Gian Bologna, il Palazzo Comunale e il Palazzo del Podestà. Due torri sono i monumenti simbolo della città, la Torre degli Asinelli e la Torre della Garisenda, costruite entrambe nel secolo XII. Ете, тоа е текстот. Е сега, што разбравме од овој текст? Значи, Болоња е главен град на регионот Емилија-Ромања, има 384.653 жители. Разбравме дека е стар универзитетски град, дека има бројни студенти кои што го оживуваат, му даваат живот на овој град, дека секогаш била важен урбан центар, прво со етрурците, потоа со келтите, па со римјаните, дека е важна за сообраќајните поврзувања во Италија. Исто така разбравме дека има важни и престижни културни институции, економски и политички, дека има континентална клима, вели дека зимите можат да бидат многу студени, додека летата се многу топли. И дека преодните годишни времиња се дождливи и кратко трајат. Исто така, значи, се спомнати поважните градби во Болоња, значи Базиликата Сан Петронио,
градена помеѓу 1390 година и 1663 година, дека тука на Пјаца Маџоре се наѓа фонтана дел Нетуно, дело на Џан Болоња, Палацо Комунали, Палацо дел Подеста и двете најважни кули се спомнати во Болоња, Ла Торе дели Азинели и Ла Торе дела Гаризенда, и дека и двете се изградени во 12 век. Сега, кои се најважните податоци со кои што треба да ја пополниме оваа табела која што ви е дадена? Чита за кој град ни станува збор овде. Значи дека станува збор за градот Болоња. За кој регион се работи? Дека станува збор за регионот Емилија Ромања. Значи град Болоња, главен град на регионот Емилија Ромања. Исто така, абитанти, со која бројка на абитанти на жители располага, 384.653, значи 384.653 абитанти. Клима, каква клима има? Значи un clima continentale. Attrazioni turistiche. Задниот дел, sulla Piazza Maggiore, la gotica imponente Basilica di San Petronio, la fontana del Nettuno, il Palazzo Comunale, Palazzo del Podestà. Исто така може да се наведат овде La Torre degli Asinelli и La Torre della Garisenda. Altre карактеристики, други карактеристики со кои може да се додадат на градот Болоња. Значи тука спаѓа fondamentale nodo di comunicazioni stradali e ferroviarie dell'Italia settentrionale, un'area in cui risiedono importanti industrie meccaniche, elettroniche e alimentari, e sede di prestigiose istituzioni culturali, economiche e politiche e così via. E сега, le funzioni comunicative. Како да разговараме, како да кажеме, да објасниме за едно место. Parlare dei cambiamenti di un luogo, да зборувате за промените на одредено место. Prima c'era, порано тука имаше, adesso c'è, сега тука има. Значи што е сменето во однос на минатото. Descrivere una città in generale. Bologna è il capoluogo della regione Emilia-Romagna. Да дадете генерален опис на еден град. Болоња е главниот град на регионот Емилија-Ромања. Esprimere apprezzamento per dei luoghi. L'Italia mi piace, ma anche la Spagna ha il suo fascino. Да искажете почитување спрема некое место, да дадете ваше мислење, ваша проценка. Италија ми се допаѓа, но и Шпанија има свој шарм. Накратко, тоа е како да се опише текст, како да се опише некој град, кои изрази се користат, гледате како треба да се пополни една шема, една табела. Се надевам дека научивте нешто ново и се слушаме во следна прилика.